Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Само Божиот збор е доволен за нашата побожност. Мнозина си дозволија во минатото и денес да додаваат или одземаат од писмото, од Библијата, кое го имаме како единствено мерило за нашата побожност. Зборот побожност значи дека некој оди по Бог, го следи Бог и ја извршува неговата волја. Освен Библијата, немаме потреба од преданија, од црковни отци и било какви други нивни списи, кои би ја надополнувале нашата побожност. Апостол Павле пишува за преданија, но во која смисла се сваќа тоа? Тој вели, држете се до преданијата. Тоа е запишено во 2 Солуњаните, 2 глава, 15 стих. Ова не упатува на дарежливоста на Евангелието и во духот на важноста, на она што треба да го знае и прифати црквата. Зборот предание подразбира целокупно христијанско учење, како усмено, така и писмено. Важно е при сето тоа дека нешто, учењето, се предава од еден на друг човек, а основата е тоа што правобитно доаѓа од Бог. Евангелието кое се пренесува нема човечки извор, за да може некој да го интерпретира на свој начин и со своји мисли. Тоа е исто како некој амбасадор да се дрзне дрско да работи противно од својата државна политика и да застапува индивидуална своја политика на штета на својата држава. Па затоа во таа смисла може да се каже, како што се отфрлаат решенијата на соборите, така треба да се отфрлаат и преданијата, ако не се во согласно со Светото писмо Библијата. Апостол Павле го употребува зборот предание, заедно со проповедањето и посланието. Но една напишена работа, која влече корени и се предава со векови, не може да биде основно правило на верата. Клучната представа во врска со поимот предание е дека не смее да се постави некој авторитет надвор од самиот учител, односно од Христовото учење, и да се изрази вистината упорно истакнувана од некој си епископ или кој да е црковен водач со своји мисли и расудување спротивно на Божјото учење. Евангелието нема човечки извор, така што и проповедникот нема слобода со своји мисли да го измени она што го примил од врховниот авторитет Бог. Зашто во тој случај Божиот збор нема да биде Божјо специјално откровение. Туку ќе биде рема, тоа е човечки збор наместо логос. Вечниот Божји збор кој е чист и даден од Бог и кој стана тело заради нас. Затоа ниту еден грешник, човек, роден во Адамовиот грев, не смее да додава човечки зборови, рема, преданија кои се косат со Божјото специјално откровение. Библијата или Светото писмо забранува верување или подчинување на историјата. Исус Христос рече, зашто вие, оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко. Зошто Исус ги прекори јудејците? Затоа што тие на свој начин, преку нивните рабини и учители на законот, закон додаваа и тешки бремења им наметнуваа на луѓето. Библијата предупредува, браќа, пазете се некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама според човечкото предание, според стихиите на светот, а не во согласност со Христос. Колосјаните 2 глава 8 стих. А апостол Петар вели, знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте откупени од суетниот живот кој ви се предаде од вашите татковци. Црковниот татко, така наречен Тертулијан, самиот признава дека христијаните примеле многу обичаи што немаат свој извор во Светото писмо. Преданијата во почетокот од христијанството тие заземаа замав, меѓутоа сите што ја читаа Библијата ги отфрлаа.
Иероним вели: измислените нешта под името апостолски преданија, без власт и сведоштво од Светото писмо, да бидат удрени со Божјата сабја. А Атанасије вели: престанете да го тврдите она што не е запишано. Божите книги се доволни за добивање на секоја вистина. Преку устата на пророкот Исаија е речено: допрашај се до законот и откровението. Ако некој речат дека не е така, тогаш за нив нема светлина. Исаија 8 глава 20 стих. Пророкот е јасен и дециден дека само Божјото откровение е меродавно за вршење побожност, која треба да остане мерило во сите векови и за сите христијани. И сега доаѓаме до на клучното. Ние имаме потреба само од Библијата, само од Божјиот збор наречен Логос. Во Стариот Завет изразот збор од Бог или давар се употребува 394 пати. Зборот во себе содржи небесна порака и доаѓа исклучиво од Бог, а не од човек, кој се испраќа преку Божите слуги до народот во вид на заповед, пророштво, предупредување или охрабрување. Вообичаениот израз или фраза е и дојде Господовиот збор, или буквално речено беше збор. А во некоја друга форма на Божја објава, тоа е облик на визија, на видение Господово. Како што е во пророкот Исаија, видение на Амосовиот син Исаија за Јудеја и за Ерусалим. А тоа значи дека пророкот има Божи збор. Божиот збор е откровение на Божјата личност и има власт од Бог. Во него треба да се взираат ангелите, луѓето и сите Божи созданија, велејќи: благословувајте го Господ сите негови ангели, вие мокни во силата, кои го исполнувате неговиот збор, послушни на гласот од неговото слово. Пазете се што ви наредувам. Не додавај му ништо на тоа и не одземај му ништо. Тоа е запишено во 5-та книга Мојсеева, 12 глава, 32 стих. Бог го штити својот збор и им препорачува на сите да внимаваат на него, бидејќи тој содржи животодавна сила за сите што го слушаат и не смее да се меша со човечки зборови или преданија. Божиот збор е вечен и никогаш не се враќа празен. Тој во вистинско време ја извршува својата задача за некоја цел. Исаија вели: тревата се суши, цветото овенува, но зборот на нашиот Бог останува до века. Божиот збор е и синоним на Божиот закон, Тора. Кога е закон, се однесува како напишано, а не како изговорена порака. Закон се смета 5-те книги Мојсееви. Во Новиот Завет збор се преведува со 2 збора, Логос и Рема. Логос содржи Божја порака и преку него се проповеда Христовото евангелие. И се вели: и се собраа мнозина така што немаше веќе место пред вратата и им го проповедаше зборот. Тоа е запишено во Марко 2 глава 2 стих. Иако може да се каже дека и Рема го има истото значење, сепак се прави разлика, бидејќи Логос има и некои други значења. Тоа е збор, јазик, откровение, говор, тема, учење, проповед. Што значи разликата е во тоа што Бог се објави преку тој Логос и ни дојде како можност за спасение на сите што веруваат во него. Во Новиот Завет има посебно значење и сака да се нагласи дека човекот живее и екзистира само преку тој збор. Еве ги зборовите на Исус Христос. А тој одговори и рече: напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Хранејќи ја душата од Божиот збор, човекот ги придобива сите Божи квалитети, кои му се неопходни за живот и за правилно однесување кон него и кон неговите созданија. Секое отврлање на Божиот збор е исто како да си го отврла човекот собствениот леб преку кој треба да обстане.
доколку се најде во некое пусто место каде што нема можност да преживее. И затоа Библијата го повикува човекот да внимава на тој збор, зашто е негов живот. Се поминува, се менува, но Божиот збор останува вечно. Читај, моли се, барај и Бог ќе те благослови преку неговиот збор, само преку тој збор, а твојата душа ќе биде неизмерно благодарна што си го нашол изворот на својот опстанок, зборот. Надевај се на Господ и прави добро. Живеј на земјата и храни се со вистината. Псалм 37, 3 стих. Бог да ве благослови. Амин.